А на 1,5 километар воздушна линија од Битолски широк сокак, жители на станбен блок се гушат во прашина, додека инвеститорите водат судски спор со општината. Пак дајте шо е трња, ево, магарички трња, уште магарина да ни купат или да си купиме ние да ни го исчистат овде терено за да може децата да играат. Коли искачивме, катастрофа, не знам што да речам. Излегваме до онде со чизми гумени, па ги слекваме за да си хлеме чели за град. Во денешно време гумени чизми да хлаваш и да излегваш. Секојдневието на мира го делат станарите што веќе се вселиле во ламелите на Европа Инвестмент, но и соседите од околните куќи. Змијарник, пари нема и останато е за некое подобро време. Битолчани ако не излезат на улица да речат стоп, ваква политика не може понатаму да биде, немаме напредок. Жбоној, како на село. Наспроти овие куќи во 2015-та се изградени 3 згради со 88 стана и подземен паркинг на 2 нивоа. До денес, иако предвидено со детален урбанистички план, но и со писмен договор и судски пресуди, општината не ја исполнила врската за уредување на јавниот простор околу комплексот. Врз база на тоа ние се решивме да инвестираме толку средства што ќе биде дека ќе имаме нормален пристап, нормален влез за нормални услови за живење во градска средина. Комуналните давачки што ги даваме, тие се давачки за уредување на градежно земјиште околу објектот, така бидејќи тоа е во нивна надлежност, тие беа должни тоа истото да го направат. Значи, Колку плативте? Па мислам точно неколку 238.000 евра. Ова ругло што останало овде ни ги руши сите критериуми што ги имавме за жал, веќе трета година. Локацијата станала примамлива за инвеститорите зашто било планирано на северната страна од зградите да има паркинг, на јужната булевар, а на исток да има поврзување на булеварот со сервисна улица. За да видат ќе од инвестицијата, Европа Инвестмент предвиделе деловен простор од страната на која требало да се изгради булевар. Но наместо да се отстранат дивоградбите, екс-градоначалникот од редовите на ВМРО ДПМН, Владимир Талески ги легализирал, а актуелната градоначалничка од СДСМ, Наташа Петровска, со нов дуб сака да го избрише булеварот од плановите. Ние имавме потенцијални 3-4 инвеститори дојдени. Дали се тоа за послуги, едно престанниче од странство од Германија, мислам беше, сите викат, направите го патот, јавете си. Деталниот урбанистички план ние што го имавме зафаќаше до простор негде довде, со булеварската улица и завршуваше. Значи секој нареден урбанистички план што ќе види не може да го менува постоечкиот, туку може да се надоврзува врз него, бидејќи за овој претходно издадено одобрение за градба, например, така да и да така наречен овој изворен план. За да има мир во блокот, инвеститорите на своја рака бетонирале дел околу зградата. Ова импровизација оти општината треба да одреди како ќе се уреди просторот. По низата неуспешни молби и барања, инвеститорите решиле правдата да ја бараат на суд. Првата пресуда на Битолскиот основен суд е од март лани. Со неја се задолжува општина Битола во рок од 30 дена да го уреди просторот околу стамбениот комплекс. Општината се бранела дека почнала постапка, но судот за ваквите наводи не видел подкрепа и посочил дека изминале 3 години, период во кој инвеститорите трпат штета. Тужениот е општина Битола, што значи не е било која странка или субјект кој би имал пречки во преземање на одредени и конкретни действија. Така што ако тужениот сакал, тогаш можел да ги исполни договорените обврски. Од увидот на лице место судот констатира дека ништо не е преземено на самото место. Ако барем имаше некое, па дури и минимално уредување на просторот пред или пак околу зградите, судот ќе прифатеше дека се презема барем нешто. И во таков случај ќе го одбиеше тужбеното барање. Иако општината се жали, апелација ја потврдува пресудата. Бидејќи пресудата на терен не се реализира, случајот стигнува до извршител, кој бара итно спроведување на пресудата и уредување на просторот. Општината во известување до извршителот тврди дека уредувањето на просторот само што не почнало. Веднаш штом се избере изведувач и надзор на изградба на горе наведените проекти, ќе отпочнеме со реализација. Во ноември минатата година општината побарала и издействувала од судот одлагање на извршувањето за 60 дена. Следувале нови барања до извршителот до судот да се изрече парична казна кон општината, но судот почнува да ги одбива барањата. Образложението е дека општината веќе почнала некакви активности. На почетокот на оваа година, во јануари, судот одлучува барањето за извршување да го стави вон сила. Причина? Општината доставила елаборат за изградба на атмосферска канализација. Локалната самоуправа се правдала дека за дел од коловозот и паркиралиштата уште бара понудувач.
Но ситуацијата на терен е непроменета. Соочени со игрите на општината кон кои се придодава и судот, инвеститорите минатата недела ги спакувале сите судски одлуки во кривична пријава, но не само против општина Битола, туку и против одговорното лице, градоначалничката Наташа Петровска. Ја побаравме и градоначалничката на општина Битола Наташа Петровска за да ја прашаме зошто не се урбанизира просторот околу зградите. Што точно се предвидува со новиот детален урбанистички план и како мисли да го реши спорот со инвеститорите. Иако уредно го најавивме нашето доаѓање во Битола, Петровска не најде време да одговори на нашите прашања. Одговорите пристигнаа преку општинската прес-служба на мејл. Општината признава дека доцни, но вина бара и во сопствениците на земјиштето. Не е точно дека општина Битола не го уредува просторот. Зградата е приклучена на атмосферска канализација и на водоводна мрежа. Избран е изведувач на работите за асфалтирање на улицата и паркинг просторот пред зградата. Застојот настана кога еден од сопствениците на земјиштето се обрати до општината со прашање како се изведуваат градежните работи без да се заврши процесот на експроприација на земјиштето. Постапката е во тек и во поодмината фаза. Поднесени се 6 предлози за експроприација. Општината уверува и дека булевар ќе се гради. Нема никакви промени во однос на отфрлање на идејата за булевар на улица Борис Кидрич. Булеварот е утврден со ГУП на град Битола, а изработката на нови дупови е во целост согласно ГУП на Битола и актуелната законска и подзаконска регулатива. Но независно од ваквите тврдења на општината, прашање е дали булевар воопшто може да се гради, не само поради веќе легализираните дивоградби, туку и поради новите куки кои никнуваат. Битола е втор по големина град во Македонија. Ако овој случај треба да служи како пример за другите потенцијални инвеститори, гордењето ќе остане само во песните.